Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз секогаш бил и ќе биде на страната на правдата и вистината. Социјалдемократскиот сојуз секогаш застанувал и ќе застанува во одбрана на сопствениот народ. Затоа ја поздравуваме ослободителната пресуда за Душко Млекарот и неговото семејство. Ние знаеме ни што помина Дуле, затоа што бевме со него од самиот почеток на оваа срамна и ниска политичка хајка, организирана од страна на власта. Дуле, ти издржа. Ти му покаже на својот народ дека ако човек е чесен, ако се бори за своето и го крене гласот, ни Груевски, ни целата негова машинерија и пропаганда не можат да ја победат вистината и правдината. Македонската јавност беше сведок како режимот на Груевски е способен да го малтретира сопствениот народ за своји партиски цели. Душко и неговото семејство беа жртва на постојано следење, малтретирање, притисоци и закани. Зошто? Затоа што упати критика до власта и Груевски и јавно искажа маката на фармерите. Душко ја кажа вистината. За вистината тој и неговото семејство завршија во затвор. Груевски го мобилизираше целиот систем за да го казни Дуле и да го нападне Социјалдемократскиот сојуз, кој застана во одбрана на правдата и вистината. Представници на ВМРО-ДПМНЕ не штедеа лаги и измислици, само за да го наместат Дуле и да ја обвинат Социјалдемократскиот сојуз. Велеа дека Дуле е криминалец, дека е дилер на дрога, додека човекот вредно работеше на својата нива. Парично го казнија, му праќаја полиција дома, му ја земаја тезгата, цело едно семејство пробаја да уништат. Повторно, само заради партиските цели и личната суета на Груевски. Ни самиот Груевски не се воздржа од нападот врз Дуле. Рече, цитирам, Илиевски произведувал марихуана. Пред судот да го каже своето. Уште еднаш се покажа дека борбата со криминалот и корупцијата на ВМРО-ДПМНЕ не смее да е лажна и да се сведува на политичка хајка против секој онај кој гласно ќе говори против Груевски. Кога Социјалдемократскиот сојуз застануваше во одбрана на Дуле, беше обвинувана дека го брани криминалот и дилерите на дрога, и тоа токму од партијата на власт, од чии редови е Министерката за внатрешни работи. За жал, однесувањето на ВМРО-ДПМНЕ покажа дека тие се подготвени на се, дури и да се поигруваат со човечките судбини.